Заврши македонско-индискиот бизнис форум овдека во Скопје. Компаниите од двете држави потпишаа неколку меморандуми, се договорија за соработка и така натаму. Засега од првата средба нема ништо конкретно, најверојатно ќе има нови дополнителни средби на кои што дополнително ќе се разговара и преговара. Со нас е претседателот на Сојузот на стопански комори Горан Ѓоргиевски, со кој што ќе поразговараме токму на оваа тема. Тој беше присутен на дел од средбите помеѓу стопанствениците, па еве од прва рака не интересира како сте задоволни од средбите со индиските компании и дали веќе се појави некаков интерес од нивна страна за инвестиции во Македонија. Вака, прво да посочиме дека Индија е огромна држава најмногу бројна во светот. Чинам дека ја помина Кина во однос на тоа дека има 1.600.000.000 жители. Видете, сега ние сме премногу мали, нели, да може да дискутираме во некоја димензија за некои стратешки силни договори. Меѓутоа, од особено значење е тоа што имаше соодветен интерес, бидејќи они гледаат потенцијални можности тука во насока на тоа дека сме со одлична добра инфраструктура, добро местоположба, пристап до Европска унија имаме. Мислам дека они се насочуваат во тоа дека има потенцијална можност ние да представуваме како еден вид хаб од каде што ќе излегуваат некои нови бизниси и ќе се движи сето тоа кон Европска унија. Се разговараше исто така на тема дека потенцијално во енергетика некои можни договори и разговори, агросегментот е интересен, трговијата, бидејќи они произведуваат, знаете, исто така некои зачини и некои други видови на земјоделски производи кои што апсолутно тука ги нема, се увезуваат, има соодветен потенцијал, но квантумот, односно големината, не би ја дискутирал сега во овој момент. Дали очекувате случајно некоја повратна средба, дали добивте покана да ја посетите Индија како бизнисмени и како вие како бизнис сектор ги оценувате овие и вакви настани кои што ги презема македонската влада и македонската претседателка сега? Сојуз на стопански комори потпиша меморандум, чинам дека и другите комори од нашата држава потпишаа меморандуми за потенцијална соработка, за намери за соработка. Ова се важен тип на средби. Секогаш тврдам дека настаните и B2B средбите, односно конкретно бизнис со бизнис заедница, е секогаш најквалитетен приод за потенцијална можности за соодветна економска соработка. Така да, во добра насока се овие средби, треба да продолжат. Секогаш мислам дека некоја компанија ќе се изнајде модус за можна соработка. Ви благодарам многу на одвоеното време. Благодарам на поканата.